12 полски кајакари од кајак клубот Енергетика од градот Познај 3 недели се подготвуваа во Охрид за предизвиците кои им предстојат во нивната матична земја и надпреварите ширум светот. Велат дека градот и Охридското езеро нудат идеални услови за тоа, особено во овој период од годината. Во Охрид се по втор пат, откако во август минатата година настапувале нов дечната и линденска регата. Зошто Охрид? Затоа што местото е одлично за тренинг. Езерото е големо, убаво е да се гледа, но и да се тренира во него. 22 дена останавме овде. Тоа е многу, но се беше во ред и одлично се подготвивме. Славек, кој е еден од најтрофејните кајакари во Полска, заедно со неговите другари, тренираа и по 2 пати на ден. Нивниот тренер вели дека Охрид може да привлече и други спортисти од Полска, но и многу пошироко. Длачего Охрид? Зошто Охрид? Пред се затоа што назима овде е многу потопло отколку кај нас. Кај нас тренизите назима се потешки, овде условите во овој период се одлични. Езерото е долго и можеме да тренираме слободно. Исто така, луѓето овде се пријателски расположени. Заедно со нив тренираа и домаќините од кајак клубот Стрмец од Охрид. Велат дека научиле многу, бидејќи 8 од полските кајакари се шампиони на својата држава, а 5 биле и светски прваци во нивните категории. Многу искуство ми донесе и многу научив. И техника, и подготовки, какви тренинзи да се прават. Но не е само езерото. За да Охрид привлече повеќе странски кајак клубови, потребна е соодветна инфраструктура со која градот засега не располага. Ни фали доста опрема од кајаци, хангарни триби, све нас немаме каде да ни дојдат гостите да ги сместиме прво. Моите пријатели од Полска ми даваат поклон четверец, едносет, двосет, кану двохлек. Но тренерот на полскиот клуб вели дека со оглед на природните услови, Полската федерација може да помогне и да ги подигне техничките услови во Охрид и на тој начин да се донесат и други екипи на подготовки. За тоа веќе било разговарано и со охридските локални власти. За Гласот на Америка од Охрид, Миги Трајковски.